Здраво, ова е 90-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ashes the Purest White на Жан Кеџија, во кој станува збор за една насилна љубов прикажана во период од 2001 до 2017 година, во која Џао, која глуми Тео Жао, е девојка на локалниот мафијаш Бин, кој глуми Фан Лиао, кој мисли дека е голема риба во барата, гангстер од групација која се придржува до специфичен етички код на однесување. По еден немил настан тие се раздвоени и никогаш повторно нема да може да го воспостават нивното заемништво, како што и двајцата посакуваат, затоа што и самите се променети личности. Во филмот забележуваме неколку чинодействија низ кои полетноста на главните ликови се намалува како стареат, но не и љубовта и незиниот интензитет, додека љубовниците ги пребродуваат лузните на бремето. Филмот содржи преамбула за кинески пар на криминогена двојка која ги ужива погодностите на подземната слава. Речиси документаристички е почетокот на филмот со масовните сцени во автобусот снимени на технологија достапна во минатото. Неприспособувањето на промените е лајтмотив на филмот, од кој сите ликови патат, започнувајќи од таткото кој не сака да ги напушти идеалите на унифицитарното и трудолюбиво работење во рудникот, кој менува собствеништво и цели, создавајќи технолошки вишок. Со помош на алкохолот тој цврсто се држи до спомените на минатото и можноста која никогаш не се остварила. Љубовта на главните ликови пати од истите овие промашени можности на нереализација. Забележуваме и неколку интригантни визуелни решенија, како што е дискотанцовот клубот наспроти приказите на руралното село, како и надреалниот ритмички танц за време на погребот, како оддавање на почит на љубовта кон овие танци на починатиот. Во поглед на меѓусебниот однос на главните ликови забележуваме една млада и бунтовна девојка наспроти одмерениот дечко кон кого имаат стравопочит, неговите пријатели и поклоници, све додека не се случи судбоносното претепување по кое парот се раздвојува за дрешетки и со текот на напластеното бреме, девојката станува грижлива и приврзана за дечкото кој е огорчен, навреден и осамен. Нивните арки се одлично смислени и представуваат рветот на севкупниот филм, налик Cold War, меѓутоа во овој филм оптимално се користи вишокот на време за елаборирање на љубовната врска, и се употребува технологијата за да се воспостави хронотоп, а не преку музичките правци, која што е постапка забележлива во полското ремек дело. Девојката има верзија кон пиштолите и за неја тие се символ за предаденоста на дечкото на мафијата, косејќи се со нивниот спокој, евидентно во борбената секвенца во која селскиот мафијаш е претепан во градот од помладите вагабонти, додека девојката демонстрира дека пиштолот го има последниот збор во борбата со ладното оружје, преземајќи одговорност и одлежувајќи 5-годишен затвор за да го спаси саканиот. Штом таа излегува од затвор, незиниот дечко не сака да ја погледне и праќа гласници перманентно да ја оттргнат од него. Девојката во овој сегмент ја гледаме како се приспособува на големиот град, изигрувајќи го неверството на мажите за да преживее. Сцените во кои се пресретнуваат љубовниците, гледаме дека тие се воздржани, дечкото нема кров над неговата глава, постојано патува и не сака да ја врзе девојката за тој начин на живот, па ја оттурнува од себе. Затворот ги има променето, иако девојката останува приврзана за кодот на лојалноста. Надвор се убива од врнење, а во една интимна сцена во хотелската соба, дечкото ја изнесува собствената приказна по излезот од затворот, кога останал без пари, браќата изгубиле интерес за него кога осиромашил, додека неговиот шофер возел Бентли. Преку ноќ се завртило животното тркало и двајцата се повредени, оштетени и осамени, па еминентна е разделбата, но евидентна е неостварената љубов при избегнатите погледи. Воспоставување на релација со други личности се покажува дека е невозможно, кога срцето не дозволува, се останува подвоен помеѓу желбата и фактичната состојба. Според мене одвишни се фантазмагоричните сцени со НЛО-то и осветлувањето на небото во потрагата по себе си во раздвоениот период, те потребно надувување на издолженото филмско времетраење,
Затоа пак за пофалба е хероизмот и преживувањето на женскиот лик низ животните предизвици, останувајќи доследно на љубовта. Паралели може да се повлечат со човечката осаменост и алиенацијата во овие вонземјански сцени, но кое рамниште и да се одбере, тие само го натежнуваат сижето и не водат кон нови заклучоци, ниту пак фрлаат поглед низ поразлична призма, освен јасниот факт дека сите ние сме заробеници на универзумот. Во повторната средба дечкото има инвалидитет, го сретнуваме во стадиум на немоќ и сфрустрираност, а девојката не е мажена. Повторно бегаат со погледите низ собата, а таа својата љубов ја изразува со неговото негување. Како стареат, така и осамнуваат. Нивната љубов не се возобновува за да ги заживее старите добри времиња, туку врши продор низ нови клисури, се видоизменува, морфира во грижа еден за друг, но не наоѓањето на начин да се справат со животот, кој не го одживеале, води кон фатален епилог со кој се крунисува оваа епска љубовна сага. Жинкеџија во неговите филмови често го разработува проблемот на насилството во општеството и неговото неразбирање и несогледување со оглед на тоа што не се обрнува внимание на него, ниту се дебатира за него, а профитерството и насилството ги заменуваат традиционалните вредности во кино, што умее да биде конфузно за едно општество кое се потпираше до вчера на комунистичка догмастика, а денес треба да функционира во осуетениот капитализам. За разлика од, според мене, неуспешниот обид на Девид Финчер да го деконструира времето со различните формати на снимање во Стив Џобс, тука е успешно направен овој премин во различните доби благодарение на маестралниот кинематографер Ерик Готиер, употребувајќи од филмска лента на 35 мм до диви камера, преку Ари Алекса и Ред Дрегон, за да долови прекрасни кадри на ликовите насреде масивната природа и прикаже симулакрум на времетечението преку еволуцијата на технологијата, напоредно со старењето на ликовите. Се менуваат дури и мобилните телефони кои се искористени за комуникација меѓу ликовите во одминувањето на годините, како временска одредница за определување на периодизацијата. Довербата во монтирањето на ова времетечение повторно е доверена на Метју Леклао. Минималистичката електронска амбиентална музика на тајванскиот композитор Џон Глим го наоѓа своето место, залепувајќи се за транзиционите сцени во широкиот план во природата. Жинкеџија е автор кој не ја остава камерата да мирува долго време, затоа што постојано работи на нови проекти, најчесто кратки филмови и документарни остварувања, како на пример предстојните The Bucket и So Close My Land. Меѓутоа, во новиот филм ја продолжи практиката од прикажувањето на одминувачките животни периоди, како што тоа го постигна во солидниот Mountains May Depart, го разглобуваше семето на насилството во омнибусот Touch of Sin, а неприспособувањето на трансформацијата на малите градчиња и луѓето во нив веќе детално ги има разработено во 24 City и Still Life. Убаво е кога се симнува капа на сонародникот Карвај во третирањето на сцените на нереализираната љубов. Филмот својата премиера ја имаше на Канскиот филмски фестивал во надпреварувачката конкуренција, па играше потоа во Торонто, Њујорк, Бусан, Лондон, Чикаго, Ротердам, Гетеборг и беше прикажан на браќа Манаки, кај што кинематограферот Ерик Готиер се закити со наградата Сребрена камера 300 во една многу опасна конкуренција. Вулканската пепел е најчиста, што е аналогно на искрената, но и на еруптивната љубов меѓу љубовниците, на која времето им ги создава и лечи сите рани. Пресудни за високата оценка беа исклучителните актерски изведби и совладувањето на времето на визуелен план. Ако морам да го евалуирам, тогаш Ash is the Purest White од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 90-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!